20 часот време за централното издание на дневникот на К1 телевизија. Јас сум Катерина Нацева, а ова се настаните на денот. Заев ќе преговара за промена на химната, грбот и знамето на Република Македонија. Денеска се прославува празникот Прочка, велики поклади. Телевизијата и понатаму прв медиум за информирање на граѓаните. Целосно усогласен и усвоен законот за официализирање на албанскиот јазик како втор службен јазик од страна Централното председателство на ДУИ, пишува порталот Kurir.mk. К1 на терен меѓу граѓаните, каков е нивниот став по ова прашање? Лидерот на СДСМ Зоран Заев тврди дека не се договорени сите детали и законот не е номотехнички усогласен на седницата на Централниот одбор на партијата, но портпаролот на ДУИ Бујар Османи пак вели дека законот е целосно усогласен и усвоен од страна на Централното председателство на ДУИ, пишува порталот Kurir.mk. Порталот пишува дека Заев свесно ги лажал присутните, со намера што е можно побрзо да го помине постигнатото време, а се поголемо е незадоволството од постигнатиот договор со кој се официализира албанскиот јазик како втор службен јазик во државата, а се руши и унитарноста. Ова е ставот на анкетираните граѓани за официализирање на албанскиот јазик во земјава како втор службен. Јас лично, ако се прашувам, не само јас лично, него и сите граѓани верувам дека во тоа сите македонци нема да го прифанат тоа, затоа што ние сме Република Македонија. 90-та година се боревме за самостална, независна Република Македонија со свој пасош, со своја лична карта, со своја македонско знаме. Апсолутно не. Бидејќи за мене ова нонсенс, ваква една деградација на еден од најстарите светски јазици, да го изедначиш на ниво со еден јазик кој што е малта не од овчера, за мене е нонсенс. Двојазичното тоа што е Заев или СДС, ако сакат двојазично да зборуваат, нека одат во Тирана, нека одат во Косово, таму ќе се зборуваат двојазично. Мислам дека тоа е претерана работа, дека воопшто не држи. И тоа работа е иницирана од пред се антидржавните структури во Република Македонија, а исто така и од страна на албанците како барање е реално неосновано. Види, ја мислам дека тоа не треба да се дозволе. Они си ги има таму сите права ка малцинство, а ни треба македонци да одлучиме дали сакаме или нечиме албански. Меѓу другото, Заев истакнал дека се договорени две фази и дека најверојатно ќе се одложат локалните избори, исплашен поради се поголемото незадоволство од народот поради постигнатите решенија. Лидерот на СДСМ Зоран Заев им соопштил на присутните на Централниот одбор на партијата дека дел од коалицискиот договор со ДУИ ќе бидат и разговорите за промена на знамето, химната и грбот на Македонија, пишува Курир. Промената според Курир ќе дојде во втората фаза, која допрва ќе следи, а истовремено се шпекулирали и имиња на албанските балисти кои треба да се додадат во текстот на химната. Она што Заев пред присутните го рекол е дека ќе добие поддршка од 67 мандати, односно сите албански партии за ваквите решенија, што значи дека единствено ќе бидат од одлучување исклучени мнозинството македонци застапувани од ВМРО, ДПМН и коалицијата. Како што пишува Курир, договорот на Заев е за идентитетска промена на Македонија, со која се задираат основните постулати како јазикот, името, знамето, грбот и химната. Меѓу другото, Зоран Заев веќе договорил средба на која ќе се разговара за промена на химната, грбот и знамето на Македонија. Практично договорот на Заев е идентитетската промена на Македонија. Заев, соопштувајќи на присутните на Централниот одбор на партијата, рекол дека промената ќе дојде во втората фаза која допрва ќе следи.
Што ќе се случува и дали ќе бидат исполнети шпекулациите за вметнување на имиња на албански балисти во македонската химна, времето ќе покаже. На седницата на Централниот одбор, лидерот на СДСМ Зоран Заев им ги соопштил дел од работите кои биле договорени со ДУИ. Освен за работите за кои веќе се знае во јавноста дека се прифатени, Заев и СДСМ постигнале договор за широка употреба на законот за јазици, со кој практично ќе се официализира албанскиот јазик, а образложението му било дека албанците не се чувствувале за конститутивен народ и со ова законско решение тие ќе се изедначат со македонците. Дел од коалицијскиот договор меѓу СДСМ и ДУИ било и донесување на одлука со која ќе се прогласи сторен геноцид врз албанците во Македонија, кој наводно се направил помеѓу двете светски војни. Образложувајќи пред присутните членови на Централниот одбор на партијата, Заев истовремено напоменал дека тоа не е толку опасно за македонците, бидејќи вината ќе паднала врз србите кои управувале со власта во тој период. Поради непријатната атмосфера која настанала, Заев наспорти тврдењата на Бујар Османи дека законот за јазици е готов и целосно усогласен. Тој на Централниот одбор соопштил дека во овој момент номотехнички не е напишан законот. Исто така Заев посочил дека ќе се отвори прашањето за промена на знамето, грбот и химната, кое ќе се решава во втората фаза. Се разговарало во химната, освен Гоце Делчев, Питу Гули, Даме Груев, Јане Сандански, да се додадат неколку имиња на албански екстремисти и членови на балистичкото движење, како Наим Фрешери, Мефаил Зајази или Джемо Хаса. Се преговарало и за одложување на локалните избори, бидејќи моменталното расположение кај населението не било поволно за СДСМ. Воедно Заев најавил избор на свој јавен обвинител кој ќе работи согласно политиките на владата на Социјалдемократскиот сојуз. Инаку Бујар Османи претходно најави дека се договорени двојазични пари, како и казна до 5000 евра за тој од администрација кој нема да ја почитува двојазичноста. Ваквите одлуки биле примени со негодување и противење од страна на неколку членови на Централниот одбор на СДСМ, бидејќи тие јавно предупредиле на штетноста по унитарниот карактер на државата со која се загрозува понатамошното обстојување и екзистирање на самата држава и дека тоа немало шанси да биде прифатено од народот. Обединети заедно македонците во диаспората денеска пред седиштето на Обединетите нации во Женева се собраа со цел да упатат јасна порака дека отфрлат секаква промена на името, знамето, грбот и химната на Македонија, повикувајќи го демократскиот свет да ја поддржи унитарноста и државноста на земјата. Стотици македонци од Швајцарија, Германија, Англија, Италија и други европски држави денеска пред седиштето на Обединетите нации во Женева се собраа со цел да упатат јасна порака дека отфрлаат секаква промена на името, знамето, грбот и химната на Македонија. Тие го повикаа демократскиот свет да ја поддржи унитарноста и државноста на земјата. Организаторите на мирниот протест, насловен како Македонците за унитарна Македонија, упатија декларација за унитарна Македонија до Обединетите нации, Европската унија, Руската федерација, Франција, Обединетото кралство, Северна Ирска. Со таа декларација, меѓу другото, ја изразија и својата загриженост за унитарноста и државноста на Македонија, за името, но и идентитетот на нацијата после последните политички случувања во неа. Беше прочитана декларација на повеќе јазици со посебен фокус на точката која гласи Македонците во Швајцарија, како нераскинлив дел од македонскиот народ, отфрлаат федерација и службеност на албанскиот јазик на целата територија на Македонија и во меѓународните односи, пишуваат порталите. Православните верници денес го слават празникот Прочка или Велики поклади, кој спаѓа во најголемите христијански празници. Смислата на овој празник е со чиста душа, неоптоварени со омраза и со лоши мисли, да се влезе во постите за најголемиот христијански празник Великден. Со Прочка започнуваат и најдолгите великденски пости, период со многу одрекувања и надеж за пречек на Христовото воскресение.
Прочка е празник на проштевањето и очистувањето од гревовите. По повод овој голем христијански празник, во црквата Успение на Пресвета Богородица се одржа божествена литургија со која чиноначалствуваше неговото високо преосвештенство митрополитот Повардарски Агат Ангел во сослужение на свештенослужителите од Повардарската епархија. Криторите, приложниците, дарителите, посетителите, тие што пеат и тие што служат во овој свет храм, да ги спомне Господ Бог во своето царство. Болните во болниците и домовите, старите во старските домови, нивните домови, сиромасите, сираците, вдовиците, затворениците, оние кои патуваат по вода, воздух и земја, вас кои стоите на молитва, вашите домашни, вашите роднини, вашите пријатели и нашите непријатели да ги спомне Господ Бог во своето царство. Голем број верници присуствуваа на божествената литургија. И воскресна третиот ден според писмото, и се вознесе на небото, и седи одесно на Отецот. И пак ќе дојде со слава, да им суди на живите и мртвите, и неговото царство веќе има крај. Прочка представува голем празник за македонскиот народ и со него се поврзани голем број обичаи и верувања. Очигледно е дека проштевањето е обичај востановен под влијание на црквата, додека огновите, гатањата, карневалите и слично се остатоци од предхристијанските пролетни забави. Празникот Прочка или Велики поклади, меѓу народот познати како проштени поклади, спаѓа во најголемите христијански празници, според некои веднаш по Божик и Великден. Со Прочка започнуваат и долгите великденски пости, период исполнет со многу обичаи и верувања, со многу одречувања и надежи за пречек на Христовото воскресение, за причесна и идентификација со Спасителот Исус Христос. Предлог одлука за верификација на мандат на член на Советот, квартален извештај за периодот од 1 јануари до 31 декември 2016 година, предлог буџетски календар за 2018 година се дел од предвидените точки на дневен ред на 64-та седница на Советот на општина Велес, која ќе се одржи на 27 февруари, понеделник. Советниците во Советот на општина Велес на 27 февруари ќе ја одржат 64-та седница на која се предвидени 31 точка на дневен ред. Првата точка е предвидена за советнички прашања, а потоа советниците ќе расправаат за предлог одлуката за верификација на мандат на член на Советот, пошто ќе следи кварталниот извештај за период од 1 јануари до 31 декември 2016. Предлог буџетскиот календар за 2018 исто така е тема на оваа седница, како и предлог одлука за проширување на средствата од буџетот за 2017. Како 10-та точка е предлог одлуката за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација, со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во катастарска општина Велес. Поставени се предлог одлуки за измена и дополнување на програмите за изработка на урбанистички планови, предлог план за запишување на ученици во прва година во средните општински училишта во општина Велес за учебната 2017-2018, предлог решение за давање мислење за програма за организирано изведување на ученички екскурзии во основните општински училишта. Меѓу другото, советниците ќе расправаат и за предлог решение за формирање на координативно тело за справување со аерозагадувањето во општина Велес, за разрешување и избор на член на комисија за финансирање, буџет и локален економски развој, за давање согласност на одлуката за расходување на старо железо и прозорци на општинското основно училиште Блаже Конески. Предлог решение за разрешување и именување представници на општина Велес за членови во надзорниот одбор за контрола на материјално-финансиското работење на Парк Спорт Велес, како и предлог решение за разрешување и именување представници на општина Велес за членови во управен одбор на јавното претпријатие Парк Спорт Велес.
Унијата на жени на ВМРО ДПМН Кавадарци организираше семинар под наслов Во здраво тело, здрав дух. Семинарот го водеше шампионот во бодибилдинг Тоше Зафиров и фитнес шампионката на Македонија Христина Марковска, со цел да бидат презентирани основите на бодибилдингот. Семинар под наслов Во здраво тело, здрав дух вчера организираше Унијата на жени на ВМРО ДПМН од Кавадарци. Преку практични вежби припадничките на понежниот пол се запознаа со бенефитите на активното спортување и вежбање, која е од исклучително значење за здравиот начин на живот. Семинарот го водеше шампионот во бодибилдинг Тоше Зафиров, кој рече дека денес не може да се замисли успешен спортист без бодибилдинг и фитнес. Овде сме со цел за што поголема едукација на вежбачите, на сите оние кои што сака да знаат што повеќе околу бодибилдинг и фитнесот. И баш ни е мило што сме поканети и што се повеќе има заинтересираност за овој спорт и што повеќе луѓе сака да се едуцират околу ова. Бодибилдинг и фитнесот не само што зазема големи рамки помеѓу младата популација, исто има и многу постара популација и добро е што се повеќе луѓе водат грижа за својот изглед, за своето здравје. Ова е еден начин на живот, значи не е ова од денес за утре само, туку треба да сватиме дека колку ќе се вложиме сега во нашето тело, толку ќе ни возврати и тоа нас на постари години. Физичката активност е неразделлив дел од нашето секојдневие. Семинарот беше со цел да бидат презентирани основите на бодибилдингот, односно да се коригираат и поправат грешките кои најчесто почетниците ги прават. Семинарот е под мотото Во здраво тело, здрав дух, со движење до здравје. Значи, кога станува збор за движење, се подразбира значи било која врста на движење. Моето мислење е дека треба да се движиме, значи без разлика која физичка активност ќе избереме, значи мора да сме физички активни. Зборувам сега од страна на женската популација, значи физичката активност како неразделив дел од нашето секојдневие да биде. Во случајов, значи ако сме избрале бодибилдинг, затоа сме тука и фитнес, присуствуваме и семинарот се одржува со цел да ги избегнеме сите погрешни чекори кои што најчесто почетниците ги прават. Председателката на Унијата на жени на Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН од Кавадарци, Анита Гинова Каракутова, потенцираше дека убаво е да се слушнат совети и препораки од најдобрите во Македонија и светот. Живееме брз начин на живот и стресно секојдневие. Забораваме да се грижиме за она што е најважно, а тоа е нашето здравје. Значи, поаѓаме пред се од лајт мотивот за здрав живот. Значи, како што кажа претходно Христина, тоа е во здраво тело, здрав дух, со движење до здравје. Ние како Унија на жени пред се го промовираме здравиот начин на живот и да се обидуваме да го вкорениме како нешто во темелите на воспитување како на нашите деца, на нашите најблиски, да стане да стане секојдневно начин на десување на секој човек. Унијата на жени од Кавадарци е една од поактивните организации кои преку најразлични активности и настани придонесуваат за поголема едукација на населението. Интернетот и социјалните мрежи доминираат со својата присутност во секојдневието, но според истражувањата и статистичките податоци, 75% од испитаниците најмногу и веруваат на телевизијата, а потоа на интернетот. Кај ги анкетираше граѓаните во Велес и Кавадарци. Мислењата поделени. Памела Данчевска ги има деталите. Телевизијата и понатаму останува прв медиум каде граѓаните во Македонија најчесто се информираат. Статистиката покажува дека на овој медиум му веруваат 75% од испитаниците, а веднаш по телевизијата и интернетот. Анализата покажува дека 48% од испитаниците одговориле дека најчесто се информираат преку интернет, потоа од телевизија, радио и печатените медиуми. Кај на терен со анкета во Велес и Кавадарци, анкетираните граѓани со поделено мислење. Интернет и телевизијата, ја гледаме вашата телевизија нон-стоп, секоја ден. Од телевизија, па паралелно и на интернет, али најголем дел од информациите се од телевизија. Телевизија повеќе. Интернет можам да користам во години. Од телевизија, бидејќи немам интернет. Интернетот и социјалните мрежи доминираат со својата присутност во секојдневието. Младата популација почесто со интернет конекција. Преку интернет. Зошто?
Па мислам дека моментално социјалните мрежи се насекаде околу нас, поради тоа што немаме време толку, не верувам дека некој од младиве би седнал пред телевизор и би слушал вести или гледал реклами, за да дознае она што сака, поради тоа што денес е се достапно на интернет. Интернет, исклучиво, да. Социјалните мрежи? Да, социјалните, ама и интернет портали што нудат вести, Time МК, Daily МК, такви. Интернетот. Зошто? Па подостапно е, повеќе време трошам на компјутер отколку пред телевизор и имам повеќе избори. А му верувате ли на интернетот? Па не се. Се информираат и преку телевизијата и преку интернетот, но сепак повеќе и веруваат на телевизијата, бидејќи иако е побавен медиум, сепак е поточен информатор. Информациите кои што се пласираат на интернет, читателите или корисниците пожелно е да ги проверуваат, бидејќи статистиката покажува дека голем процент на информациите се делумно неточни. Причините за ова според експертите на интернет може секој да пишува, затоа интернет порталите во Македонија се уште не се влезени во рангот на медиуми. И преку телевизијата и преку интернет. Верувате ли на интернетот? Па и не баш. Зошто? Па има некои дезинформации. Мислам подеднакво и преку визуелните медиуми, телевизијата и преку интернетот. Му верувате ли на интернетот? Па сега не сосема, веројатно има одредени работи кои што се точни, меѓутоа кога ќе ги склопиш со визуелните, со медиумите, со телевизиите, па ќе си направиш своја вистина. Најчесто преку интернетот, телевизијата и преку весниците. А му верувате ли на интернетот? Не се, бидејќи нели треба известно познавање за нештата, па потоа да се проанализира тоа и постанува нели на нас да сето тоа да го резонираме и да донесеме заклучок. Па најчесто најпрва информација добиваме од радиостаниците, потоа интернет и телевизиите. И во време на дигитална ера, во која медиумската онлайн средина се развива со брзо и силно темпо, и кога веќе подолго време се води битка за кој повеќе ќе привлече публика, каде постои дилемата на кого повеќе да веруваме, на крај се поставува прашањето дали интернетот ќе ја замени телевизијата во иднина или не. А дека на интернет се пласираат информации чија цел е не информирање, туку заработка, последен доказ е она што се случуваше со интернет работењето на многу велешани, поврзани со американските избори и пропагандата за Трамп. Во Македонија денеска се одбележуваат 13 години од смртта на поранешниот македонски претседател Борис Трајковски, кој загина во авионска несреќа во близина на Мостар. 14 меѓународен сајм за градежништво, градежни материјали и градежна механизација ќе се одржи од 28 февруари до 4 март. Со положување цвеќе и оддавање почит пред споменикот на поранешниот претседател на Република Македонија Борис Трајковски, денеска беа одбележани 13 години од авионската несреќа кај Ротимље во близина на Мостар, во која тој загина заедно со 8-члена делегација од неговиот кабинет. На градските гробишта во Бутел во алејата на Великаните, членови на семејството на претседателот, делегација од владата на Република Македонија, Собранието на Република Македонија, државни институции, политички партии, представници на дипломатскиот кор и Сдружение на граѓани положија цвеќе, а почит им беше оддадена и на членовите од кабинетот на Трајковски кои загинаа во авионската несреќа. Во авионската несреќа покрај претседателот Трајковски животот го загубија портпаролот Димка Илкова Бошковиќ, советниците Ристо Блажевски и Анита Лозановска, представникот на Министерството за внатрешни работи Миле Крстевски, телохранителите Аце Божиновски и Борис Велиновски, како и пилотот и копилотот на авионот. На 14-тиот меѓународен саем за градежништво, градежни материјали и градежна механизација и на 7-тиот Реал Експо на недвижности кои ќе се одржат од 28 февруари до 4 март, ќе се представат 100 директни и уште 200 индиректни излагачи. За прв пат годинава експерти од областа на енергетската ефикасност ќе ги презентираат мерките и придобивките од воведување системи и методи за енергетска заштеда,
а ќе се представат и неколку банки кои ќе ги запознаат посетителите со услугите што ги нудат за стамбени кредити. Сајмот ќе биде отворен секој ден од 10 до 19 часот, а цената за влез ќе биде 80 денари за индивидуални и 40 денари за колективни посети. Аргентинската метеоролошка служба прогласи црвена тревога поради високите температури кои го зафати главниот град на Аргентина, Буенос Ајрес, јави ТАС. Високите температури представуваат закана не само за ризичните групи, туку и за здравите луѓе, нагласуваат од метеоролошката служба. Во текот на денот температурата во Буенос Ајрес достигнала до 31 степен Целзиусов, но според метеоролозите, ако се земе во привид влажноста и другите показатели, таа се чувствува како 38 степени. Синоптичарите не предвидуваат промена на температурите до крајот на неделата. Горештините веќе доведоа до масовен прекин на пренос на струја. 127.000 лица останаа без електрична енергија во вторникот поради преоптеретеноста на мрежата. Во моментов 35.000 корисници се без струја. Останатите вести од светот во продолжение. 312 килограми марихуана запленила грчката полиција, а при тоа уапсила 21 годишен албанец на грчко-албанската граница во планинскиот предел кај градот Лерин. Според полицијата, на која се повикуваат албанските медиуми, 3 лица со 4 натоварени маски биле забележани како илегално ја минуваат границата. На наредбата да застанат, двајца од наркошверцерите успеале да избегаат назад на албанска територија. Еден од нив е уапсен и е запленета целата количина дрога. Во 16 торби кои биле натоварени на 4 маски, имало 137 пакети со вкупна тежина од 312 килограми и 645 грама марихуана. Акцијата била реализирана во многу лоши временски услови со обилен дожд и магла. Терминалот број 2 на меѓународниот аеродром во Куала Лумпур, каде полубратот на севернокорејскиот лидер Ким Чонг Ун Ким Джонг Нам беше убиен на 13 февруари со мокината невротоксична материја VX, малезиските власти го прогласија за безбеден. Екипи од локалната цивилна заштита го прочистуваат терминалот цела ноќ, откако малезиските власти објавија детали за убиството. Резултатите од аутопсијата потврдија дека нервниот гас VX предизвикал мощна тешка парализа која го усмртила Ким Джонг Нам на аеродромот во Куала Лумпур. Изјави вчера малезискиот министер за здравство Субраманијам Садхасивам. Обединетите нации оваа високотоксична материја без мирис и боја ја смета за оружје за масовно уништување. Двете жени осомничени за убиството тврдат дека биле измамени. Според уапсената Сити Ајшах, таа била измамена дека учествува во снимање на смешни видеоинсерти. Малезиската полиција соопшти дека таа го отрула Ким Джонг Нам, што се гледа од снимките на безбедносните камери. На снимките се гледаат две жени како се приближуваат до Ким Джонг Нам, при што сакаат да му фрлат нешто во лицето. Тој почина на пат до соседната болница. Дваесет лица се повредени откако возач влетал во маса луѓе кои ја гледале главната парада на карневалот Марди Грас во центарот на Њу Орлеанс. Меѓу повредените имало и мали деца. За возачот постои сомневање дека бил под дејство на алкохол. Шефот на локалната полиција Майкл Харисон изјавил дека инцидентот нема терористичка позадина, оти по се изгледа станува збор за пијан возач кој моментално е под истрага. Се сомневаме дека осумничениот бил мощно интоксициран, рече Харисон, не наведувајќи дали возачот бил под влијание на алкохол или дрога. 21 лице е хоспитализирано, а 5 мина се потешко ранети. Меѓу повредените има и деца од 3 до 4 години, како и возрастни на 30 и 40 години. Во инцидентот е повредена и една припадничка на полицијата на Њу Орлеанс. Остри осуди за тероризмот упатија представници на сириската опозиција кои учествуваат во мировните преговори во Женева и нагласиле дека зад нападите во Хомс може би стои владата во Дамаск, јави ТАС.
Сите форми на тероризам ги осуди раководителот на делегацијата на сириската опозиција Насер Ал-Харири и додал дека владата во Дамаск е главен спонзор на тероризмот. Предходно шефот на владината делегација на преговорите Башар Џафари побара од опозицијата да го осуди нападот во Хомс. Полковник Фалех Хасун, друг член на опозицијската делегација, изразил сомневање кој може да стои зад нападот во Хомс, посочувајќи дека само луѓе со специјален пристап можат да влезат во зоната каде беа извршени нападите. Околу 100 луѓе загинаа, десетици се повредени во 2 одвоени самоубиствени напади на сириските бунтовници врз владините безбедносни сили во Хомс. Во рамки на 20-тото коло од првата македонска фудбалска лига денеска се одиграа 4 надпревари. Ајде како изгледаат резултатите по одиграните надпревари. Вардар Шкендија 3:1, Силекс победа 2:0, Шкупи Работнички 1:1, Ренова Македонија Ѓорче Петров 2:2. Вечерва Пелистерија совлада Брегалница со 2:1. Останатите информации од спортот во продолжение ги има колешката Валентина Михаловска. Сосема очекувано, екипата на Фени Индустри дојде до убедлив триумф славејќи над Струмица со 97:69. Ова за Фени беше 11-та победа во 13-тото коло од првата македонска кошаркарска лига. Уште на самиот почеток црно-белите создадоа предност која рутински ја одржуваа и дополнително зголемуваа до крајот на надпреварот. На полувремето заминаа и со двоцифрена предност, а како што одминуваше времето разликата стануваше се поголема. На крајот од третиот период домакинот имаше плюс 20, за до финишот предводен од одличниот центар Кире Николовски, како и Јане Петровски, кој шутот за 3 му одеше од рака, дојдоа до висока победа од 28 поени. Да им честам победата на моите играчи. Умор, малку повеќе го подценивме противникот, имавме 12-14 разлика на некои моменти во задната фаза на утакмицата, но на крај заврши 30 разлика, 28 поени. Мислам дека не заслуживме да го добиеме надпреварот, овој надпревар со оволкава голем разлика. Сметам дека на вечерашниот надпревар се осети мал замор кај екипата, бидејќи ова беше пети надпревар во речиси 8 или 9 дена, не знам точно. Така да сметам дека не стигна заморот и дека тоа се одрази на нашата екипа. И резултатот кажува дека надпреварот доста лесно го добивме, меѓутоа не беше баш така. 5 домашни кошаркари мечот го завршија со двоцифрен ефект, од кои со дабл-дабл финишираше Джекич со 14 поени и 10 скока. 21 поен постигна Николовски, 17 поени запиша Петровски, Стајич имаше 14 поени, 6 асистенции и 5 скока, а со 10 поени заврши Магдевски. Во поразениот тим најдобар беше Јокич со 34 поени, а Брчков имаше 13 поени. После сите незгоди што ни се случија задниве десетина дена, прва цел на нашата екипа беше да ја вратиме атмосферата што ја имавме во претходниот дел, а за утакмицава, како и што реков, ни беше желба само да прикажеме една добра игра. Сега неискуството, данокот на неискуството си го плативме со тоа што заврши резултатот толку како што беше. Им честитам на победата, им честитам и за успехот во Бибел лигата на домакините. Покажуваат добар карактер со нивните победи. Наша цел денеска беше во играност на екипата да покажеме и ние нашиот карактер за борбата во плей-аут. Малце сме хендикепирани со недостатокот на капитенот Богоев, но тој набрзо ќе ни се врати во тимот. Како што кажав, тренираме напорно, сакаме да се уиграме и наша цел е да обезбедиме опстанок во првата лига. Финалистот од Купот на Македонија најави супер интересен меч од последното коло против Работнички, во кој ќе се решава околу тоа кој ќе го заврши регуларниот дел на првото место на табелата во лигата. Наредниот меч е веќе во вторник во 19 часот, каде Фени на домашен терен го пречекува тимот на Кожув, надпревар кој е од исклучително значење за Фени во Бибел лигата.
Денеска имавме претежно облачно време, проследено со сончеви периоди кои поинтензивни беа во западните делови. Конкретно на денот во јужните и во источните делови ќе има услови за слаби врнежи од дожд, ќе дува слаб до умерен ветер претежно од јужен правец. Утринската температура достигна до 7 степен, а дневната се движеше од 8 до 15 степен. До вторник ќе преовладува стабилно време без врнежи и со пораст на дневната температура. Во продолжение деталите за Вардарскиот регион. Информацијата за времето беше последната во ова информативно издание на Дневникот на К1 телевизија. Јас ви благодарам за вниманието. Пријатно.